дека следната година ќе влезат во регистарот на производители на вина и ќе ги видиме и на следниот вински салон како излагач е Цанко Коцев за црвено куве од сортите Каберне Мерлон и Вранец со освоени 92 поени. Честитки! А исто така Цанко Коцев добива награда и за розе од сортата Станушина со освоени 94 поени. Честитки! Наградите што ги добива се од Сдруженијето Винари од Македонија со едно иноксно буре од 10 литри и квасец за вино за следната берба од фирмата Винар Консалтинг. Честитки! Многу практични, пригодни подароци за квалитетот што успеа да го интегрираат во производството на своите вина. Сега продолжуваме и со останатите награди. Награди за најдобри вина од категоријата на семејни винари кои се закитија со наградата Гранд Голд. А тоа се со освоени 92 бода Ивица Златковиќ за Вранец. Го покануваме да ја подигне наградата, секако дипломата Гранд Голд и наградата Чипс од фирмата Тохем. Имате уште од наградите? Ова малку тешко ќе го однесете. Но се погрижи Сдруженијето на винари од Македонија да не си одат со празни раце најдобрите и наградените вина. Следната награда Гранд Голд за Вранец вино со освоени 93 бода ја добива Душан Наумовски. Наградата, освен дипломата Гранд Голд, е и подарок од Вајнополис. Честитки, ова инаку производител од македонски брод, за сите што не знаат. Значи, на вистина денеска Кавадарци е центар на цела Македонија, на сите вински производители, кои што имаат можност да го докажат својот квалитет и да устварат нови соработки. Душан, да не заборавите, само да го земете и подарокот од Вајнополис. Чипс, значи, добива, одлично. Продолжуваме натаму. Со освоени 92 бода за жилавка, Гранд Голд добива Блаже Стојанов. Честитки за Стојанов. Го очекуваме тука да ја прими дипломата за Гранд Голд. А покрај заслужената Гранд Голд диплома добива награда и од прва лозарска кооператива. Забележувате дека сите подароци се наменски, практични и максимално ќе бидат искористливи во нивната понатамошна работа. Следната диплома за Гранд Голд ја добива Стојан Илиев за Ризлинг, 92 освоени бода и Гранд Голд или големо злато, ако повеќе сакате, и на македонски звучи прекрасно оваа убава награда. А освен Гранд Голд за Стојан Илиев има награди од Тохем и Винар Консалтинг. Ете ги младите винари како полека, но сигурно го завземаат своето место на
винската мапа во земјава, а веруваме дека и во светски рамки ќе бидат признати и познати. Сега, за разлика од претходните добитници на наградите, кои што забележивте беа мажи винари, следната награда Grand Gold ја освои жена. Ја поканувам Дафинка Уневска Дамјанова да ја прими наградата Grand Gold за розе од Станушина. Успеа да освои 93 бода. Честитки. Ете ги од година в година се повеќе присутни и се повеќе препознаени и признаени и македонските дами во овој вински свет. За Дафинка има и награда од Малерич. Останете тука, еве од Сдружение на винари од Македонија и Малерич едно метално буренце, со здравје да си го користите. И последната Grand Gold награда за вино кое што освои најмногу бодови, 94 бода, за виното Вранец Dark Horse добива Гоце Попов. Честитки. Одличен квалитет на вината не само од Тик Вешија, туку од Македонија. Весна и Гоце Попови. Заедничка фотографија за овој момент. Весна и Гоце, имате подарок од Малерич, да не заборавите да си го подигнете вашето метално буренце и од Тотем. Добро, Тохем, значи и Винар Консалтинг. Сега ќе го замолам министерот да биде тука и ќе ги замолам сите добитници на наградите да дојдат тука со дипломите Grand Gold, за да се направи една заедничка фотографија на која што ќе бидат овековечени најуспешните и најдобрите производители на младо вино за оваа година. Значи ги молам наградените да дојдат тука за да се направи заедничка фотографија. Ивица Златковиќ, Душан Наумовски, Гоце и Весна Попови, Дафинка Уневска Дамјанова, Блажа Стојанов, Стојан Илиев, ве молиме да ни се придружите тука. Чекај, ја треба да дојдам.